6 август за мене, но и за граѓаните на општина Газибаба е најтажниот ден. Тој 6 август 2016 година, во страшното невреме кое ја зафати општината, за само неколку минути изгубивме 24 луѓе. А многумина таа вечер пред своји очи гледаа како нивните домови, кои со години ги граделе, се уништуваат. Овој ден и по 3 години од тогаш останува длабоко врежан во нашата меморија. Ден од кој треба сите ние да извлечеме поука. За таква катастрофа никогаш да не се повтори. Како општина, во овој период преземавме повеќе мерки во насока на превенција и долгорочно решавање на овој проблем. Целосно се исчистени речните корита во Страшници, Виниче и Црешево. Заедно со Министерството за животна средина работиме на голем проект за изградба на нов ободен канал над северната заобиколница, која треба да ги прими сите води од речните корита и соводолици, кои доаѓаат од Скопска Црна Гора и да ги заштитат населените места, земјоделските површини и заобиколницата. Донесовме одлука со која пределот на Скопска Црна Гора го заштитивме и забранивме сеча на шумата. Ја усвоивме и ја применуваме стратегијата за ерозија која има за цел да превенира нови катастрофи. Јас како жител на Стајковци, уште таа вечер бев заедно со вас, работејќи од утро до вечер секаде каде што беше потребна помош. Во Стајковци, Сингелич, Страшници, Индиково, Црешево, Брњерци и Смилковци беа непогодените населени места во страшната поплава. Но сами не можевме ништо. Благодарам до сите граѓани, знаени и незнаени херои, кои со денови поминаа во расчистувањето на штетата, кои испраќа СМС пораки за донација и организирање собрани пунктови на твитерџиите и на медиумските куќи, кои со своите информации помогнаа во собирањето на помошта. На сите институции, фирми, здружени на граѓани кои несебишно донираа помош во тие тешки моменти. Наша благодарност за вашата хуманост е голема и секогаш ќе имате посебно место во нашите срца. Дозволете ми да упатам еден апел до сите жители на општина Газибаба, особено во населените места кои беа погодени од тоа невреме. Ние како општина преземавме чекори, таква катастрофа никогаш да не се повтори, но потребни сте ни и вие. Каналската мрежа треба да ја чуваме, а не да ја претвараме во депонија. Убавата шума на Скопска Црна Гора е наш заштитник, а не смееме да ја сечеме. Од нас, самите, од луѓето, зависи дали со нашите постапки ќе дозволиме повторна ваква катастрофа да ни се случи.